За само 18 месеци двојно е зголемен бројот на корисниците на услугите во земјава и сега тој изнесува 240.000 граѓани, а отворени се и вкупно 13 центри ширум државата. Во моментов интересот е најголем за студентските ваучери за електронски уреди, но граѓаните по електронски пат вадат и разни дозволи, уверенија, па се до лични документи. Довербата во овие системи постојано се зголемува и кај повозрасните граѓани, најмногу заради брзината со која се доаѓа до потребните документи, уверува ресорниот министер Стефан Андоновски. Мислам дека граѓаните го препознаваат порталот дека можат на едно место брзо, без да бараат некому да платат мито, без да чекаат во редови, без да бркаат врски, да си ја завршат брзо работата и 120.000 наши сограѓани во една година го забележаа и го препознаа тоа. Во секој случај се согласувам дека треба да работиме уште повеќе на доедукација и промоција на нашите сограѓани кои што можеби не користат дигитални алатки, затоа ни се тука центрите за услуги. Имавме 5, отворивме вкупно уште 8, имаме сега 13 во целата држава, кои што служат како мост помеѓу порталот и граѓаните кои што можеби не користат електронски услуги. Општина Битола е една од општините која е најактивна во оваа сфера. Речиси сите општински услуги битолчани можат да ги добијат по електронски пат и за многу пократко време отколку за досегашната хартиена верзија. Дел од активностите кои ги имаме се во делот на ГИС системот, информатички систем кој дава услуги во делот на градежништвото, урбанистички планови и така натаму, и ДМС системот, дата менеджмент системот кој го воведовме. Се уште го храниме со информации и фактички се тоа на што влегува како барање од граѓаните мора да помине низ тој систем, тоа е меѓусебна комуникација меѓу вработените, меѓу секторите во општината и буквално нема зафрлен предмет, нема она што граѓаните често стрепат, предмет во фиока и така натаму. Овие современи услуги од националниот портал Услуги Gov.mk денеска беа промовирани во Битола, во присуство на министерот Антоновски, кој за скоро време најави воведување на вакви услуги и од Фондот за здравство, како и од Министерството за земјоделство, за кои тој е уверен дека ќе бидат новиот е-хит.